Македонската дипломатија полека се празни. Во моментов 17 дипломатско-конзуларни представништва се без амбасадор или конзул, информираат од МНР за Телма, од каде наведуваат дека во тек се процедури за именување на 4 нови амбасадори. Паралелно се водат разговори помеѓу Министерството за надворешни работи, владата и председателот на државата, со цел да се дефинира поголема група на шефови на ДКП кои треба да ги пополнат испразнетите позиции во втората половина на оваа година. Но освен 17 веќе упразнети амбасадорски позиции, од 30 април без амбасадор официјално остануваат и уште 8 амбасади чии шефови на мисии беат повикани поради автентичното толкување на Законот за надворешни работи. Ако нова се додаде дека наскоро истекува мандатот и на амбасадорите во Загреб и Атина, вкупната бројка на упразнети шефови на мисии во македонските ДКП ќе надмине 25. Од МНР пак со став дека работата на дипломатско-конзуларните представништва поради тоа што немаат именуван амбасадор не трпи. Во меѓувреме, сите дипломатски конзуларни представништва се адекватно пополнети со раководни професионални дипломати кои во својство на вршители на должност ги извршуваат сите предвидени дипломатски активности, се до испраќањето на новите амбасадори и генерални конзули. Но како што дознава Телма, токму зафатено со други обврски било објаснувањето наведе амбасадорот на Македонија во Данска за отсуството од работниот ручек на амбасадорите од земјите членки на Европската унија од земјите на Западниот Балкан во организација на словеничкиот амбасадор во Копенхаген Михаел Зупанчич пред 10 дена, а на кој присуствувале и представници на данското МНР и данската министерка за европски прашања Марија Бјере. Македонија била единствената земја која немала свој представник на ручекот, а Данска инаку е земјата која за 2 месеци го презема председавањето со Европската унија. Македонија во амбасадата во Данска во моментов според информациите на Телма има само еден дипломат кој извршува и конзуларни работи и е веде амбасадор. Амбасадата во Копенхаген инаку една од 7 амбасади која од ноември е безименуван амбасадор, заедно со амбасадата во НАТО, Албанија, Казахстан, Катар, Ватикан, како и мисијата на Обединетите нации во Женева. Упразнети се амбасадорските места во Косово, Франција, Романија, Јапонија, Унгарија, Естонија, Украина, Њујорк, Советот на Европа во Страсбург, а од 1 мај стекува мандатот и на амбасадорите во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Велика Британија, Белгија, Чешка, Шведска, Софија. 4 амбасади за кои е во тек процедурата за именување на нов шеф на мисија се амбасадата во Париз, за каде владиниот предлог за еден амбасадор е нефрологот Игор Николов, во Украина за каде предлог за амбасадор е Димитар Блажевски, потоа Јапонија со предлог за амбасадор Андријана Цветковиќ и Хрватска за каде владата го предлага Драган Ѓурчевски. За сега нема информации до каде процедурата за именувањето на 4 нови амбасадори, но и дали има усогласени имиња меѓу МНР, владата и претседателката на државата за пополнување на другите амбасади со амбасадори.